Добар ден, Македонија, повторно довде од Давос, вториот ден и навистина продуктивни состаноци повторно. Денот го започнавме со состанок со сопственикот на компанијата 4AG, компанија која што го доби практично ја доби дозволата за третиот мобилен оператор во Македонија. Разговаравме за неговите планови, откако нормално ги уплати средствата кои што се потребни за добивање на лиценцата. Она кое што тој ме информираше е фактот дека во следниот период ќе инвестира повеќе од 100 милиони евра во развој на третиот мобилен оператор. Што добиваат граѓаните? Граѓаните добиваат нова компанија која што ќе нуди мобилни услуги и компанија која што сигурен сум дека ќе влијае позитивно во намалување на цените на услугите кои што мобилните оператори ги нудат за граѓаните во Македонија. Понатаму денот го продолживме на панел на кој што разговаравме со светските лидери и представници на мултинационални компании за предизвиците на човештвото во годините кои што следат. Се разбира, еден од најголемите предизвици е вештачката интелигенција. Но вештачката интелигенција сама по себе не значи ништо отколку само два обични збора. Но кога ќе влезете во суштината, ќе сватите дека за да вие создадете општество кое што во иднина озбилно, сериозно ќе ја користи вештачката интелигенција, потребни се неколку предуслови. Пред се сигурна енергетска стабилност и нормално развој, бидејќи сите оние дата центри имаат потреба од струја, односно од електрична енергија, и второ, ни требаат IT инженери, односно ни требаат инженери кои што ќе ја користат таа вештачка интелигенција за потребите на општеството и потребите на граѓаните. Се разбира дека ние како држава не смееме да останеме надвор од овие процеси, бидејќи тоа се процесите кои што ќе го опишат човештвото во годините кои што следат. Тоа се процесите кои што ќе имаат водечка улога во следните 10, 15, 20, 25 години. Македонија нема да седи на страна, туку Македонија ќе биде активен учесник во сите овие процеси. Продолжуваме со нашиот престој во Давос. Во текот на денешниот ден имаме бројни билатерални средби и истото тоа ќе се случува и во текот на утрешниот ден.